Председателе, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, денеска продолжуваме по точката за избор на кандидат за уставен судија, предложен од страна на власта, на коалицијата на власт. Предлог кандидат за уставен судија е професорката Јадранка Дабовиќ Анастасовска, професорка на Правниот факултет во Скопје. Како се погледне биографијата, може да се забележи дека навистина има искуство од областа на правото и тоа е во ред, но како избор или како иден уставен судија, дали ќе може да промени нешто во сивилото на овој состав на Уставниот суд, кој што е во голем дел партизиран и кој што гледаме дека на еден начин не ја исполни својата улога како круна на правосудниот систем во државата и заштитник на уставот и на законите. Она што ни смета најмногу е начинот на избор на кандидати за уставни суди, кој што се води по начинот прв дојден, прв услужен, и ние имавме исто така предложено кандидати кои што се високи интелектуалци, професори, докажани во својата фела. Во профилот на господинот Саво Климовски и Родна Живковска, но сепак начинот на избор на уставни суди, начинот на работа во комисијата не дозволува, односно не дава можност на другите кандидати да се представат, да добијат своја шанса и после тоа, кога ќе се согледа сите квалитети на кандидатите, да се донесе одлука за кандидат кој што ќе ги исполнува условите и заслужено ќе биде уставен судија, односно бранител на уставот и на законите. Она што можам да кажаме дека во пресред на, односно по добивањето на најцрниот извештај од Европската комисија за напредокот на Република Македонија, каде што имаме буквално стагнација и назадување, особено во областа темели, која што е основна област и клучна за нашиот напредок кон Европската Унија, и каде што се нотираат негативни оценки, односно 9 нули, од кои што 3 токму се однесуваат на оваа област, во која што во извештајот се вели дека нема промена и нема напредок. Ова е можеби единствениот извештај на Европската комисија во кој што е нотирано дека во областа на правосудството нема напредок. А јас можам да кажам слободно дека Европската комисија бира зборови кога ги пишува извештаите и можеби ги бира најдобрите и најсоодветните зборови за да не повреди, односно да не го повреди македонскиот народ, кој што и текако заслужува да биде ден поскоро член на Европското семејство на народи. Извештајот го потврдува сето она што ние го зборуваме, а тоа е дека ова судство е водено од страна на мафија, која што има свој политички и свој бизнис центар, и дека најголемиот дел на суди, особено кога се работи во случаи и предмети кои што се поврзани со власта, секогаш одработува по нарачки, а тоа го руши угледот на правосудството. Понатаму во извештајот нотирана е состојбата во судскиот совет, на кој што сите бевме сведоци на немили настани кои што директно ги рушат темелите на демократијата, на владењето на правото, на ефикасноста и на судовите, и судскиот совет како столб на правосудниот систем, кој што треба да врши контрола на работата на судиите, е компрометирано тело кое што треба да си поднесе оставка, односно тие судии не заслужуваат веќе да стојат во судскиот совет. Како што кажав, во извештајот на Европската комисија, поглавијата 23 и 24, односно исполнувањето на критериумите за кои што се базични за напредокот кон Европската Унија, доколку таму има забелешки, почитувани, нема да има напредок на Република Македонија кон Европската Унија, и тоа е јасно. Што се однесува за овој начин на
избор на уставни суди, можам да кажам слободно дека уставните суди се бираат по мерка на власта и дека се предлагаат кандидати кои што се погодни за Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, кои што на било кој начин имаат одработано за власта, започнувајќи од председателката на Уставниот суд Кацарска, која што е добро позната на јавноста и за која што не треба повеќе да се трошат зборови. И се надевам дека еден ден самата ќе биде свесна за тоа што го направи, во најмала рака ќе понесе својата морална одговорност и ќе се повлече од оваа функција и ќе го ослободи Уставниот суд од влијанието на Социјалдемократскиот сојуз во него. Уставниот суд е уставна категорија и самото тоа не дозволува на ваков нетранспарентен начин да се избираат судии. Уставните судии се избираат секогаш на брзина, под притисок на политиката, се избираат нетранспарентно и недемократски. Кога зборуваме за личности, треба да знаеме дека Уставниот суд е токму склоп на личности кои што имаат интегритет, а за овие кандидати кои што денеска зборуваме, можеме да прочитаме само на интернет или пак од медиумите. Затоа и нашето барање за нивно присуство на седниците на комисиите, па и на пленарната седница, но сепак тоа не се дозволува, но се надевам дека во иднина оваа пракса ќе биде променета. Исто да го направивте претходно и со изборот на кандидатката Татјана Васич Бозаджиева, која што беше класичен пример за рушење на вредностите, надлежностите на Уставниот суд, и со нејзиниот избор вие покажавте дека партијски послушник без било каква допирна точка во правосудниот систем и во уставното право може да биде уставен судија. Направивте една показна вежба за тоа како се руши дигнитетот на Уставниот суд. Предложивте човек кој што нема личност, кој што нема квалитети да биде уставен судија, да го штити уставот и законите. Како и да е, сите кандидати кои што доаѓаат и кои што се предложени од ваша страна, ќе го носат тоа црно петно дека не се личности кои што ќе одговорат на предизвиците кои што се пред нив и нема да застанат во заштита на Уставот, односно во даден момент секогаш ќе постои сомнежот дека ќе бидат активирани за да одработаат некоја партиска, односно политичка агенда. И денеска гледам дека се обидувате да го одбраните кандидатот. Јас велам дека веќе сте одлучиле. Кандидатката за уставен судија, кој што ќе стане набрзо и уставен судија, ќе добие својата шанса да го оправда изборот кој што е направен. Уставниот суд може да се следи како работи. Се надевам дека ќе има и издвоени мислења со кои што ќе покаже својата независност како уставен судија и нема да се стопи во сивилото кое што постои во Уставниот суд. Се на се, сметам дека вие како гарнитура на власт која што владее веќе 6 години, ја нанесовте најголемата штета на правосудниот систем, а одделно и на Уставниот суд. Вие сте директно виновни за недовербата на граѓаните кон судовите. Овие 0% доверба, односно 100% недоверба кои што граѓаните ги имаат кон судовите и обвинителите, се резултат на крајно партизираното и необјективно судство. Јас навистина жалам што постојат суди, тоа го гледаме по анкетите кои што ги прават независните тела, во кои што укажуваат дека дури тие не веруваат во одлуките на судскиот совет и во работата на, да кажам, менаџментот на судовите. На крајот ќе кажам само дека овој кандидат ќе добие шанса, но дали ќе искористи ќе зависи од него, а вие како власти, како пратеници од мнозинството немате право да зборувате за правосудството, а посебно за Уставниот суд. Благодарам.